Грчкиот премиер Алексис Ципрас и неговиот министер за финансии Јанис Варуфакис оваа недела се на турнеја во неколку европски градови. Станува збор за дипломатска офанзива со цел да се убедат главните фактори, Европската унија, Европската централна банка и ММФ, да го сменат спасувачкиот пакет за Грција. По бурната прва недела во текот на која новата грчка левоориентирана влада јасно стави до знаење дека има намера да задржи кампањата на ветувања, дека ќе ги напушти тешките услови на штедење наметнати од надвор, оваа недела акцентот е ставен врз ставот дека се уште можен нов договор. Well, a determination to put an end to the extended pretend cycle. Решеноста да се стави крај на продолжувањето на циклусот на преправање, кој доведе Грција да биде гнојна рана во еврозоната, е голем проблем со оглед на дефлацијската криза во Европа, вели министерот за финансии Јанис Варуфакис. Грција, која не е во можност да позајмува на финансиските пазари и се соочува со притисок да ја продолжи сегашната спогодба за поддршка, која истекува на 28 овој месец, бара преоден договор со цел да земе здив, додека не биде предложен нов аранжман за незиниот долг. Ова наидува на цврст став од некои европски партнери, пред се Германија, чиј министер за финансии Волфганг Шојбле изјави дека Берлин нема да прифати никакви еднострани промени во програмата на грчкиот долг. My message to our German friends and indeed to all Europeans. Мојата порака до нашите германски пријатели и до сите европејци е дека нема да одмамнеме со рака, бидејќи ние во ова не влегуваме на начин да се конфронтираме. Ова е она што новинарите сакаат, состојбата да ја прикажуваат како еден вид пресметка од дивиот запад. Но ова не е тоа. Она што го имаме тука се различни европски влади со заедничка цел, а тоа е да се постигне заемно корисен договор, вели Варуфакис, економист кој политиката на штедење во Европската унија ја спореди со така наречениот waterboarding, позната метода за мачење затвореници кога се симулира давање со вода. Во врска со можните проблеми со грчките банки, тој изјави дека нема никаква причина за тоа. Единствено нешто што треба да направиме како политичари во Европа е да ја намалиме нервозата и да создадеме услови за стабилност на еврозоната. Во наредните денови ќе видите дека цела Европа заедно ќе работи за остварување на таа цел, вели грчкиот министер Варуфакис. Неколку европски земји, меѓу кои и Британија, оценија дека сегашниот стендоф меѓу Грција и еврозоната е најголем ризик за глобалната економија.